Kako se mi? Zdravo, živo. Zdravo, dobri ste? Dobri. Pozdrav posite. Благодарам за присуството и драго ми е што гледам доминантно млади луѓе на кои сакам денеска да им се обратам, не дека постариве не ги почитувам, напротив, меѓутоа постарите ќе знаат подобро од вас најмладите за што зборувам и за што се залагам. Ќе се обидам да бидам краток и за да оставам повеќе простор за разговор меѓу нас, прашања, коментари евентуално од ваша страна. Ако зборувам брзо, ќе ми кажете во делот на преводот. Напред ви се извинувам. Две работи се важни за Македонија. Од кога е направена оваа држава, ние сме мултиетнички, мултирелигиозни, мултикултурни, мултилингвални. По 90 од кога сме меѓународно правен субјект, две работи се главни упоришни точки на кои обстојува оваа држава. Едната е меѓуетнички односи кои мора да бидат стабилни, значи да постои една продуктивна меѓуетничка кохабитација. Во спротивно, ако има мајоризација на едни врз други, ќе имаме тензии, ќе имаме проблеми и нема да биде животот добар тука. Втората работа која е врзана со првата, затоа што првата е предуслов за втората, е Македонија мора да биде дел од евроатлантските интеграции. Заради многу причини, не само заради својата внатрешна композиција или дистрибуција на население, ние немаме што да бараме на истокот. Има политички партии кои ден денеска заговараат дека Русија, Кина или не знам кои модели на истокот во Азија некаде се подобри за нас. Тоа не само што не е добро, туку е и опасно за нас. Затоа што значајни сегменти од македонската популација немаат никаква врзовна точка со источните деспоти, бидејќи таму се главно деспоти и диктаторски режими, нема многу демократии. Второ, ако сакаме да одиме на запад, мора да кажеме зашто го правиме тоа. На запад одиме затоа што во Западна Европа и во Америка се наоѓаат најбогатите општества, најдобрите демократии, најдобрите универзитети, најдобрите здравствени системи, најнезависните правосудни системи и најслободните медиуми. Зошто е тоа битно? Не постои ни еден единствен пример во историјата на човештвото, особено во 20 и 21 век. Една држава да е економски просперитетна, значи богата, а да не е демократија. Диктатурите не носат добар живот. Не само што луѓето немаат слободи и права, туку немаат ни високи плати, вработеност и задоволство да работат. Кога луѓево, младиве луѓе кои се незадоволни од состојбите тука и од тоа што немаат шанса да напредуваат, да оформат семејство, да направат кариера, да прават бизнис, кога решаваат да ја напуштат држава, не одат во Русија, дури не одат ни во Кина, не одат во Саудиска Арабија и не одат во Иран, не одат во Јемен. Овие се неколку држави кои се најнови членки на таа групација која се вика БРИКС, за која некои големи стручњаци во Македонија тврдат дека е подобра алтернатива од Европска унија за нас. Значи, ако некој сака да тера бизнис со Северна Кореја, ја не би му препорачал. Сега, како да дојдеме до овие две работи? Значи, да имаме и да одржуваме, што е важно, стабилни меѓуетнички односи и како да дојдеме до целосна формална интеграција во главните институции на Западот. Има еден збор кој не е магичен збор, меѓутоа мора да го употребуваме и да се стремиме кон него, затоа што друго чаре за добра живеачка во Македонија нема. Тој збор е компромис. Еве да ви кажам каде е компромисот за неколку битни документи, според мене најбитни во социјалистичката или постјугословенската историја на Република сега Северна Македонија. Рамковниот договор е работа на компромис, е продукт на компромис. Ако одевме кон втората опција во 2001 година, која заговара дури во владата тогашна, така наречената воена опција, од нас немаше да остане камен на камен. Немаше да има победници, ќе имаше многу крв, раселени луѓе за секогаш и девастирана држава која ќе немаше базична предпоставка да се развива и да мисли за својата иднина.
Компромисот во тој период беше многу тешко да се постигне. Мене ми е драго што ја бев советник на тогашниот председател Борис Трајковски, кој беше покровител на преговорите за рамковниот договор и што сум дал еден мал, можеби ситен бирократски некој придонес во таа насока. Пред малку со вашиве тука предпоставени со ректорот и со другите колеги им кажував дека во декември 2003 година е донесен законот за високо образование на албански јазик. И имаше потпишан рамковен, пак имаше луѓе и во владата кои велеат дали не е потребно тоа. Па после се поведе дебата дали треба да биде тој приватен или треба и државата да учествува. Ја имам се уште ги викаме меморандуми со кои им препорачуваме на нашите предпоставени, во тоа време мојот предпоставен председател, што ние како главни советници сугерираме. И ја таму сум напишал како препорака до Борис Трајковски дека државата мора и со државни ресурси да помогне оформување на државен универзитет на албански јазик, бидејќи ти можеш да имаш 100 приватни, а тоа е приватна иницијатива. Од рамковниот договор, кој е меѓународен договор, произлегуваат обврски за државата. Приватно си е приватно, али државно е државно. Значи во тој дел и тој го потпише указот, се разбира, не само заради мене, него, затоа што знаеше дека тоа е рацијот, резонот зашто така мора да биде. Целиот концепт на рамковниот договор го сугерираше тоа. Меѓутоа морам да ви кажам дека за еден дел од македонското население, од македонците, тоа не беше лесен компромис. Али го направија во интерес на подобрата иднина на младите генерации. Втор компромис кој сме го направиле е за да влеземе во НАТО. Единствена држава сме во модерната светска историја, која сменила име за да влезе во некоја меѓународна организација. И ви кажувам и ден денеска дека ние се соочуваме со големо незадоволство на луѓе, и млади, и стари, кои велат како на другите не им бараа да менуваат име, зашто само на нас? Но во меѓународната политика не барате дали е нешто праведно. Прашувајте дали е нешто можно и изводливо. Во тој момент поинаку не беше можно со некој друг компромис или без компромис да влеземе во НАТО алијанса, кај што се најголемите 30 економии, најголемите 30 армии на светот и најголемите демократии на светот. Една држава која е членка на НАТО од почеток, која не ви доаѓа во глава кога зборите, сите мислите Америка, е Канада, супер демократија. Зашто Канада е во НАТО? Кој ќе ја нападне Америка? Затоа што НАТО е и алијанса на вредности. И многу е битно да учите од најдобрите во таа работа. Тој компромис беше исклучително тежок. И ден денеска и мене ме слушате од време на време, ја го употребувам старото име. Што не е според Преспанскиот договор. Меѓутоа морам и знам дека тоа е нужно за подобра иднина на сите вас. И моја, меѓутоа и ваша, и на мојот син, кој има 21 година. Ще внимате, повторно компромис е позади Преспа. Во однос на Европската Унија закочивме заради прилично неразумните барања на другиот наш комшија, Бугарија. Меѓутоа, од првичните нивни барања, кои беа запрепастувачки, шокантни, тотално нихилистички према македонскиот народ и нација, дојдовме до само едно барање. Бугарите во устав. Јас се прашувам, што е проблем ако во македонскиот устав веќе имаме 7 народи, да не ги броиме од македонци, албанци и така натаму, и тоа не ја растури државата, што е проблем да имаме уште 6 други или 5 други, не само бугари. Имаме евреи, имаме ерменци, имаме црногорци, хрвати. Чи на македонските националисти не можеш да им објасниш дека ако 6 или 7 народи кои се веќе во уставот не ја растуриле државата, 12 нема да ја растурат државата исто така. Меѓутоа тоа е работа во која јас верувам, за која ја ќе се залагам. Зошто е многу битно да влеземе во Европската Унија. Ние сега користиме некои фондови, али тие се минијатурни во однос на она што можеме да го добиеме ако сме внатре како полноправна членка. Значи, ако сега добиваме во стотици милиони евра, ќе добиваме во милиарди. Но, знам дека многу од вас мислат и народот мислат дека тоа е кеш пара која ти ја дават и не прашуваат за отчет. Ќе има отчет, али е добро да има отчет. Европската Унија најмногу финансира проекти на така нареченото кофинансирање. Принципот на кофинансирање вика, ја ќе ти дадам 1 евро, ама и ти ќе дадеш 1 евро. А пред тоа ќе ми дадеш проект. Како ќе ги трошиш и за што парите. Мене тоа ми треба. Мене не ми треба да добијам ја на лотарија 10 милиарди, да речам сега ќе живееме богато и среќно.
А во Европска Унија пред се и над се мораме да бидеме за да научиме како да ја организираме државата и општеството да личи за некој период на години на денешна Германија, на денешна Франција, другите Белгија, Холандија, на денешните демократии. За да дојдеме тамо, мораме да го направиме, повторувам, мораме да го направиме и овој компромис. Тој е болен, посебно за македонскиот народ, не заради самата содржина на тоа барање, туку најмногу затоа што претходно веќе бевме неколку пати условувани пред се со преспа околу промената на името. Меѓутоа, бидејќи тој компромис не оди на штета на македонските национални интереси, а носи бенефит за сите нас што живееме тука, за сите. И тоа ја гарантирам за многу краток временски период на време, ние мораме да го направиме тоа независно кој ќе биде на власт после 8 мај, после парламентарните избори. Голем проблем во Македонија во изминативе години 4-5, да речеме 10-15, според мене е еден друг проблем за кој не зборуваме. Може би го чувствувате, сигурно го чувствувате. Тоа е јазикот на медиумите, тоа е јазикот на политичките партии, тоа е јазикот на нас политичарите, најголем дел од нас, тоа е јазикот на национализмот. Ние во раните 90-ти имавме голем наплив на национализам од сите страни. Се распаѓаше Југославија и национализмот секој влечеше на своја страна и ги негираше останатите. Значи не зборувам за патриотизам, кога си го сакаш својот народ, а не ги вреѓаш другите. Зборувам за национализам кога мислиш дека твојата нација, твојот народ е нешто повисоко и повредно од другите. Ние последниве години, особено помладите генерации, дали затоа што ние постарите им даваме лош пример, дали затоа што ние постарите од други проблеми немаме време тоа да им го кажеме, али национализмот ги загрозува темелите на државата. Секогаш и секаде. Со национализам немаш добра економија. Со национализам сигурно немаш добри меѓунационални односи. И со национализам нема да ги направиш овие компромиси кои ја викам дека мора да ги направиме за да бидеме дел од демократскиот од развиениот свет. По некои истражувања во кои порано сум учествувал како професор и денес ги следам како председател, ги имам на увид, денешните генерации, зборувам за луѓето, да речеме, од 18 до 23, 4, 5 години, се според сите истражувања во Македонија, поголеми националисти од мојата генерација. Поголеми националисти од нивните дедовци и баби. Тоа е лошо. Тоа е знак дека младите биле од нас, као родители или како професори, испуштени, а од нас како политичари заведени на сосема погрешен пат. Национализмот не му носи никому среќа, најмалце на оној кој го форсира. Земете го примерот со поранешна Југославија. Се знае чиј национализам беше најголем и се знае тој национализам на тие до кај денес. Значи, ако некој ми каже дека преку национализам државата станала богата као Швајцарија, као Германија, ја ќе речам прв сум националист. Ако некој ми рече дека за 2 дена ќе влеземе во Европска Унија или во НАТО само преку национализам, ја одмah ќе потпишам декрет за тоа. Одмah, указот, дента го потпишам. Али ја мислам дека вистината е сосема спротивна, сосема поинаква. Значи, наша обврска е прво на политичарите. Сега влегуваме во изборен период, во кој ќе биде битка за жал на живот и смрт. Што ние политичкиот опонент го сметаме за непријател, а не го сметаме за човек со спротивни политички ставови, па се на крајеви народот нека реши. Знам, сум бил учесник во неколку изборни циклуси претходно, директно, неколку други сум ги следал непосредно. Знам дека сега ќе биде од сабајле до вечер бомбардирање на сите медиуми, вклучително и на интернет, и на овие социјални платформи, со кои ќе го отруеме народот, и најмладите и најстарите, со политика од најдолен вид, со политичка реторика од навредувачки карактер и суштина. Значи, ја апелирам до сите мои колеги, и за себе се разбира, да внимаваме што зборуваме, затоа што ние постарите и знаеме дека е можно у тие 20 дена кампања да си кажеш се, а утре па да пиеш кафе. Ама младите тоа не го знаат. Младите кога ме слушаат мене или другите како се караме на нож, на телевизија, на улица може се да направат, зашто мислат дека тоа е реално. Значи, апел до сите, прво до мене, до сите, да бидеме културни, да бидеме децентни, достоинствени, во наредниве колку имаме 2-3 месеци, не само во кампања, но се разбира да бидеме разумни и после 8 мај.
и да не се расправаме, да не изиграваме дека сме најаки фактори во меѓународна политика на свет, бидејќи не сме. Знаете по попис колку сме, ги знаете сите негативни трендови кои одат во делот на демографијата и дека тоа за жал нема крај, дека само и само се засилуваат тие трендови, да им дадеме шанса на младите на тој начин што ќе направиме еден пријатен амбиент за муабет. Значи, дури и да нема сјајна економија, многу е добро кога на еден домаќински начин ќе им се обратиме на помладите и ќе им кажеме ова се вистинските вредности. Ако сакате да почнеме од првата буква, од почет кон постарите, кога се возиш во автобус да му направиш место. Ја не правам пиар сега пред малце кога се поздравив со едно дете со посебни потреби. Мене не ми треба луѓето со камери да ме снимаат па да добијам поени за тоа. Ја стварно мислам дека тој дечко е ист со мене и обратно. И дека не треба да се делиме на граѓани од прва категорија, од втора, од последна, од никаква категорија. Во Македонија малку луѓе останавме. И ако тие што сме малку не се почитуваме меѓу себе со сите своји етнички, јазични и други специфики, нема да има среќа за никој од нас. Ја мислам дека е доволно за ловет. Фала.